Почитувани битолчани, сакам убаво да погледнете со што и кој се фали на социјалните мрежи. Советник од редовите на СДСМ, горд и полн со ентузијазам се фали што се досега успеале да уништат и да осквернават во нашиот град и во нашата Битола. Досега невидено, никаде и во никое демократско општество никој не се пофалил со вандализам и сквернавање од нашата опозиција. А само замислете, како би се фалеле и ликувале за нивните недела кога би дошле на власт, кога уште од сега се закануваат дека повторно ќе почнат истата политика на деструкција и уништување, што веќе добро си ја знаат. Уништување и затворање на се што е постигнато, ново отворено, ново изградено, сите можности за граѓаните, се што Македонија може да ја води напред и тоа само за да ја задоволат својата желба и потреба за власт. Зарем уништувањето и сквернавењето на споменици, на јавни институции, на се што е во собственост на македонскиот народ и непочитувањето на никаква вредност се нешта со кои една политичка опција би требало да се фали. Сепак, во недостаток на реални резултати, недостаток на реализирани проекти, недостаток на доверба кај граѓаните, нивниот очај води до бескрупулозни начини за кревање на рейтингот и за стекнување на доверба кај граѓаните. Но граѓаните веќе ја почувствуваа вашата политика, ги видоа вашите дела-недела. И тоа ги чинеше многу во текот на 90-тите години. Ги чинеше пропаднати фабрики, работници на улица, пирамидални штедилници, очај кој водеше до загуба на животи, стечајци и рекорден број на невработени. Никој се уште не го заборавил тоа. И ни една ваша боја, никакви замачкувања на очи нема да може да го покријат она што навистина го направивте, односно не го направивте. И го правите заменувајќи ја собствената земја за власт.